како ситен и вел песок. Чекам силен ветер за да крене еден голем бран силен висок да ја прати. Љубовта во шише да пратам срцеко. Спав да те спаси, те сонувам, јас во црно-бело и те добирам во сон по цело тело. Те сонувам, сонувам, јас во црно-бело, но во боја сакам да ме осетиш на тело. Ако некој ти ги замрне тебе солзите, тогаш ти од нив направи чисто кристална топка бистра да ме видиш. До неа како спијам и цела вечер, цел секен тебе, бейбе. Те сонувам, јас во црно-бело и те добирам во сон по цело тело. Те сонувам, сонувам, јас во црно-бело, но во боја сакам да ме осетиш на тело. Не можам да верувам во тоа дека само не те сором и дека можам да те фил цел ново боја да те добирам. Не си да ве песок и вода кога била силе ветер кој што креа висок брат. И на пласт и кристална топка ти си моја во боја. Те сонувам, јас во црно-бело Те сонувам, и те добирам во сон по цело тело. Те сонувам, сонувам. Гоце, мистер Стефковски, така ние меѓу нас познат Гоце Стајковци. Може. Добре дојде во Хитмейкер. Чест ми е што си тука кај нас. Добро најдов. Има една случка која што ти не си свесен многу за тоа, може уопште уствари, значи, дека на некој начин ми го промени животот кога те запознав. Свиревме, пробував јас со вас, група Талични тон во МКЦ, и пошто јас немав нижо музичко, мислев дека ако немаш нижо музичко, нема шанса да идеш у средно музичко. И те прашам тебе, кај учиш у музичко? Нижо? Не. И како? Па можеш? И вика мајката. И како е музичко? Па вика, имаме ни една парола, ако не те расипат жени, ќе бидеш добар музичар. И тоа за мене беше крај. Значи, преокретница тотална. Јас таа надпис, парола ја не ја видов, не ја слушнав кога се запишав таму, но кажи ми што е приказано со тоа, стварно ли постоело такво нешто? Тоа е приказна, мислам, тоа професорот по ударни ми го зборуваше, Емил Клан, кој што верувам дека многу професионалци кои што моментално работат и по институции, нели се негова школа генерално. Од луѓето, колегите од опера, од филхармонија, па и некои што се занимаваат, нели, и со други правци, да речеме, и со бубња, како сагаат. Он беше, ја бев дете нормално, и дека работиме на часови, нели, ај ова, ај тоа, и работиш, и само ме тапчеше по грб, викаше, вика, слушај, вика, вака продолжи, вика, и ќе бидеш, вика, супер. Викам, добро, викам, окей, и следниот пат продолжи, вика, вика, ако не те расипе, вика, некоја жена, вика, ти, вика, ќе бидеш многу добар. И сега, нормално, не го разбираш, ти си дете, што значи тоа, во суштина, нели, во контекст на одвлекување фокусот од работата, веројатно, и така го сфатив, мислам, тогаш, нели, обично во тие години,
по средна школа. Знаеш ли у колку бенди имаш свирен? Не сум ги бројал, ама знам со кој сум свирал, да. Со да речеме, со повеќето кои што Сум те слушал, значи, во многу бендови, меѓутоа морам да ти признам дека сум слушал и многу концерти, свирки, општо, но најдобрата свирка во живо што имам слушнато, во живо, тоа била свирка на која што си бил ти, комбинација со Кисел, Мучо и Петар на кларинет. за Охрид зборуваш ти Во Дак. Знаеш кој Значи, бевме, тогаш да. нешто се случи, иако свирите цел живот, дали пауза сте правиле, што сте правиле, значи тоа што се случи тамо и Марија Димитриевиќ беше Да, и на Марија вокал, беше така е. тоа што се случи тамо беше една синергија, едноставно влеговте од друга димензија. Да. Тоа беше во Охрид, Марија Димитриевиќ не покани да свириме во тоа Дак или по Охридски кепаткана. И немавме свирано заедно, да речеме, иако нели до 99-та таму 2000-та колку беше, кога беше. Бевме по цели денови заедно, нели работевме и со Кисел и со Мучо. Симон појде по други патишта, ја и Мучо горе-долу пак свириме заедно цело време, да речеме, имаме можност. Меѓутоа, да, тогаш беше тоа така собрано некако и се вратија тие стари филмови или сеќавања и сигурно било добро како што тврдиш, не знам. Значи, стварно беше уникатно доживување. Ме држеше, Ми е мило. значи, доаѓаш, се прибираш и фаќаш инструмент во рака. Тоа е она вистинското. На вистина, ќе кажеме, историски е создавањето на Сдруженијето на џез музичари. Дали тоа беше идеја и реализација, се крчкаше, како дојде до тоа здружение? Бидејќи знам дека си еден од основоположниците. Да. Идеја. Као што ги спомна претходно, мислам ги спомнавме, нели, Симон и Мучо. Ние додека работевме заедно, нели, тогаш бевме тен деца, нели, по прва, втора, средна. Стално нешто мислевме дека некој нешто треба да ни направи, да ни издаде албум, да ни сними материјал, да ни направи концерт и така натаму. И тоа едноставно не се случи, нели, додека траевме заедно. Меѓутоа, подоцна, нели, од кога почнав јас да свирам со Бодан, со Кирил, со ајде, не е важно да ги набројуваме сите, и Архангел, и Expedition, и разни други проекти, некако увидов во суштина дека сам ако не работиш, нели, тоа го знаеш ти веројатно многу подобро, сега барем ако не на почетокот кога си почнувал, дека сам ако не засукаш ракави, нели, ја исцрчаш работата од точка А до точка Б, дека едноставно никој не го прави тоа за тебе, поготово не во контекст на тоа, демек ние сме многу добри сега, и ајде ќе ве земеме, ќе правиме концерти или ќе ви издаваме материјали и така натака. И сега, знаејќи го тоа, некако ми имаше останато во глава као, да речеме, една работа која што можеби требало да се даде правец, бевме во Штип, дали предавав таму, дали не се сеќам дали на мастер нешто. И знам дека седевме само во еден ресторан, нешто јас, Кирил Кузманов, Туфек Чиевски и Виктор Филиповски бубњарот. И они го начина муабетот од овој баш, знаеш, се работи, нема каде да се свири, треба ова, треба она, некој има, нема, знаеш, такви работи. И едноставно ги препознав истите муабети кои што ние ги имаме правено, нели, само 10 години порано, например, од прилика, така некако, барем мислам дека
тој период, да кажеме, генерацијски као некоја дистанца. И направивме муабет, моето мислење беше и тогаш им го кажа, викам, дечки, ако не го направиме, мислам, сами викам, сам ако не си направиш, викам, нема да очекувате дека некој ќе стане, па ќе, викам, малце Холивуд е тоа, како, нели, како една приказна, барем ја така ја гледам. И викам, ајде, да се собереме, викам, за 2 дена, таму и таму, падна одлука со Кире Кузманов, разговаравме неколку пати. Ние веќе свиравме во тој септеч што го имав јас, да речеме, као нека авторска музика во тој период некако почнав. И Кире вика, можеме, вика, да направиме, вика, да викнеме уште неколку луѓе, вика, во бендов, вика, да направиме, вика, биг бенд. Што да биде, како да биде, падна одлука на материјалот аранжмани на музикава на Битлси, тоа беше нашиот прв концерт. И тоа е некаде 2016, мислам, околу 27 или 29 ноември, нешто така, еден од тие датуми. Колку члена има сега? Биг бендот? Да, прилика. Како вработени се 11 сега, како институција, меѓутоа имаме дополна на одредени позиции уште 6 луѓе, плюс диригент, перкусии, другата е администрација, нели? Инаку се шетаме со Пере, нокаут. Супер. Се шетаме низ Котор. И седиме на кафенце. Од кај сте? Македонија. Гоце Стефковски. Јуче он развалио ту. 2018-та. Можда е, да, не знам. Така. Значи, Да. ете така те доживеа которчани. Имавме со авторски концерт, нели, мислам, концерт свирки во джезини во Скопје, овдека кај Зајче свиравме. Дојде некои луѓе, мислам, не некои луѓе, да не се разбереме погрешно, дојде публика многу како што треба во Охрид и имаше онака, беше проседена со овации, многу им се допадна, мислам. Може би треба поише да свирам, ама нема како. Сатријани Стиви Вај прават турнеја G3. Со кого би правил ти турнеја D3? Турнеја, не знам, може да патуваме оддолно. Се зезам, нема веќе. Не знам, можда овие другари што Онака е најискрено со генерацијски као што сме пораснати, да кажеме, ете, Дино Мишко, веројатно, не знам. Да, значи првата турнеја е со Дино и Мишко. Може. Втора сезона? Прва, ако треба, ако идеме по тој редослед, тука би го ставил и Гаро Стари, мислам, он е исто многу Он секоја може. клучна фигура. Па вие, да не беше, он немаше да се јави таа љубов према Така е. таа музика и Не генерално само и кај према бубњари, инструментот. значи, таа страст е заразна кај било кој свираш на било кој инструмент кој гледа на таков музичар. Па, беа маестрални, мислам, они се уште сите свират добро под Лепизол. Така да, браво. Втора сезона? Втора сезона, па не знам, пете, Джиги, Виктор, Така, значи друга генерација. има помлади, втора генерација, да. Со металците не се мешам, не ми е фак. Гоце, фала ти многу што беше гостин на Хитмейкер. Благодарам. Фала ти за све што си направил сите бендови, а останало у позадина, не си бил напред у фронтот. Меѓутоа си го дал оној потребниот грув секогаш. Ако викаш ти така, тоа е тоа. Последен пат работевме на Седнала баба да вечера. Можно, Како беше? да, За Лазар Врамовски. Ала пак баба не пила. Да. Имавме 2 тейка и доволно беше Да. тоа да се среди. Фала ти што беше гостин. Фала и на тебе, на поканата. 13 декември. Пионерите на македонскиот хип-хоп Пука Козметика. МКЦ Сабота. 30 години дрски рими и општествена свесност. 13-12. Пука Козметика и другарите. Ново Лисиче, Скопје, Македонија.
На 10-то место е Mayday со песната Блиску до тебе. Празни тажни улици и се уште не знам зошто на крај ти ме остави. Време минува, но ја стојам таму кај што ти ме остави. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко до тебе. Јас те чувствувам со секој мој стив. Јас те вдишувам и се надевам дека може бити еден ден ќе дојдеш пак. Секој нов ден се трудам и пробувам да се доближам близко. На 9-то место ДНО со песната Лотус. Капка батнува длан, листот падна од себе сам. Полна душа прашуваат се, кажи крајот дали баш ваков е. Мислиш ли, кругот врти последен пат, се сеќавам на она што знам. Заиграј со себе и биди другар, ајде кажи ми, вреди ли? Подарок од Бога милувај, со секој зим што го зема, убава едно. На 8-то место Стефан Трајковски Жабата со песната Црно семе. Мајк чек 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика куманоец, веруј твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот ме направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта. Јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си. Јас сум прв, да секад ке бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам. Ти збери парталите да не налеташ на нишан следен пат. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни за сами себе.
Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кое ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечифтук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби. Рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и куви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. За тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моje име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чуме најгласно да успееме заедно, е баш за тоа снимам. На 7-та позиција, Ими со песната Без компромиси. Ако ти си бебе вторили, ако ти си последен, щом си во мртва трка, знае, нема многу, нема многу разлика. Не си прв, не си Бога ми ни последен, па сметај се, нешто како привремен. Треба знам, треба јас да те оставам пред ти да ме напуштиш. Оди си или ти до крај остани, одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани, одлучи, сакам љубов без компромиси. Ако ти си немал успех прв пат, бейбе, или пак си немал успех втор пат, не губи ти надеж, бейбе, пробај пак, пробај трета среќа, но оди си или ти до крај остани, одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани, одлучи, сакам љубов без компромиси. Во моја контрола не се контролирам. На 6-то место, Девана со песната Во моја контрола. Контрола и не се контролира, штом тебе те допрам температура кревам гора. Сакаш со мене не само да бидеш, знам сакаш, но дали, бейбе, ти ме сакаш? Се што ти ке ми кажеш, правиш да ми звучи ко неубедливо да лажеш. Сакам, знај само да докажам дека кон тебе чувства јас имам. Ако пред сите кажам јас те сакам, нема на само јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те допрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролира, штом тебе те допрам температура кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене, о бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед боен ти го важев, но за малку ке се излетав, ке кажев. Во моја контрола не се контролирам, штом тебе те допрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролира, штом тебе те допрам температура кревам гора. The following program deals with a mature theme. На 5-то место, Пука Козметика со песната Рап ветерани. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Се врати па нигде не заминав, на врв сум на мојата планина. План имам, системот да го закинам, испим пам и да го прегорам.
ролам ко джок, да гори до пас. Младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90-ти. Рокам песни со пораки и поенти. Таленти, напикани по тепи. Кажи како убаво, ово стих лепи. Флоу и панч тврдони, мекани медина. Рап аджилак со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бега у паника. Рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани. Пука козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот. Имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и еко да го сјебеме системот. Имаме и кредо да го сјебеме системот. На четвртото место, Кру со песната Загубен. Nokta pomene, pojednako ogno spomene. Ja sam cijelosti zaguben po tebi ti. Vo mene pogledam u strao demon moj. Lice od besi, lagi i bezbroj. Ja sam cijelosti zaguben po tebi ti. Vo mene ti dado pogled, ti me zbog nasmehljal. Jej, zaguben, ja sam zaguben vo tebe, zaguben vo tebe. На третото место, Дарко Андонов со песната Сам во моите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе. Сега веќе не знам каде си, заминава мрак од сега ти, бол во мојата душа остави, спомен остана во моите сни. Сега веќе не знам каде си, заминава мрак од сега ти, бол во мојата душа остави, спомен остана во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни.
те нема, ми направи да бидам сам во моите сни. На второто место, Саут Парк со песната Можеби. Може би еден ден и да е последен, ке пронајдам, разбудам мирна вода во себе. Може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ке престане да се лаже себе си. Постои умор кој ќе пресуди? Ти, јас, ти, нас. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав, да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Одам сама, но дали е своја? Потрага без крај, имам ли волја? Може би еден ден во обид последен ке посакам, откријам сјајна звезда во себе. Може би барем еден ден. Може би моите очи ке здогледаат бои кои не ме болат, сенки што само земат. Може би да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав, срце мое, да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав, да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Сакаш ко некогаш. Одам сама, но дали е своја? Потрага без крај, имам ли волја? Како предлог за оваа недела ја најавувам Алекс со песната Ни татко, ни брат. Каде и да одам, го среќавам и со оној лик. Оној лик што лесно се чита дека не добив. Доволно љубово прави он ми.
твојот јастук би го спуштила. Со тебе пак би се разбудила. И со твојот бак нежденот би го прекрила. Дојди, baby, дојди ти, нека ветроч ми те подари срце нежност полно донеси. Јас те сакам, запомни. Оваа недела на место број 1 Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, јас сонувам за љубовта. Ти си тука, јас те гушкам, ти вко ми шепотиш колку влюбен си. И кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. И кога се ќе застане, ти движи ме, силно гушни ме. И кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!